Добро вечер. Каква борба со високата корупција се води во земјава кога старите предмети против функционери се заглавени или застарени, а нови се помалку има? Кој е одговорен за бавната правда и сериозната владина корупција што ја детектира и Стејт департментот? Дали претресот во финансиската полиција беше причина или само повод за оддалечување на обвинителката Русковска од обвинителството за гонење организиран криминал? Како се бираат обвинителите? Дали по мерит систем или со влијанија? Но овие и други прашања вечерва во топ тема интервју со државниот обвинител Љубомир Јовевски. Господин Јовевски, добре дојдовте вечерва во топ тема. Добро вечер за вас, добро вечер за гледачите и благодарам на поканата да учествувам во емисијата. Со интервјуто започнуваме по рекламите. Почнуваме со интервјуто со државниот обвинител Љубомир Јовевски. Господин Јовевски, прва тема е корупцијата, односно борбата со корупцијата. Она што изминатите месеци можеше се погласно да се слушна директни пораки од странските амбасадори е недоволната борба со корупцијата и организираниот криминал со акцент на високопрофилната корупција. И Стејт департментот нотира сериозна владина корупција. Ако се гледа по предметите на обвинителството, како речиси да нема високопрофилна корупција во земјава, може да ни кажете дали гледате дека овде има критика директно за обвинителството, бидејќи кој друг, ако не обвинителството, би требало да биде моторот на борбата со корупцијата? Обвинителството не е единствен орган што се занимава со борбата на корупцијата и на почетокот да истакнам дека обвинителството не селективно постапува, туку се раководи врз основа на доказите до кои ќе дојде во текот на истражувањето на конкретните предмети. Ако гледате во извештајот на Европската комисија во борбата со корупцијата се наведува умерен напредок во делот со корупцијата, а исто така извештајот на Стејт департментот пред се кој се однесува на човековите права, нема критики на обвинителството, да постои една формулација, еден печаток на судскиот совет дека предметите подолго траат, но се зборува само за перцепција, додека за другите прашања за обвинителството не се наоѓа критика и мислам дека ние сите овие извештаи редовно ги следиме и преземаме соодветни мерки. Ако ги следевте претходниот извештај, нам ни замерија дека определени предмети подолго постапката трае и ние врз основа на неколку одржани состаноци со јавните обвинители, тој проблем го елиминиравме. Сега во извештајот се нотира дека предметите по кои постапката подолго трае се сложени предмети. Според тоа не би се согласил дека нема борба со високо профилираната корупција. Да, овие пораки за кои што говориме не се лични мои констатации, туку се на странските амбасадори, како што реков Стејт департментот, тој вели сериозна владина корупција. Значи тие ја гледаат, вие не ја гледате, а во однос на извештајот на Европската комисија, тој за 2021 година, за 2022 се уште. Да, но веднаш тука исто така треба да нагласам дека сите тие во извештаите едноставно бараат на обвинителствата или на правосудните органи да им се обезбедат повеќе средства за работа, да се засилат капацитетите на правосудството. Обвинителството не само за обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, туку и во другите обвинителства има отворено предмети во делот на носители на јавни функции по кои предмети се постапува и се утврдуваат докази. Но од друга страна мора да прифатиме дека за овие предмети нивното докажување треба значително подолго време со оглед дека треба да се обезбедат бројни и релевантни докази во соодветна постапка. Тоа значи дека се уште се во предистраги, веројатно, штом јавноста не слушнала за нив. Еве ќе цитирам
твитот кој што го напиша амбасадорката Агилер дека кога доаѓаше тимот за санкции од Вашингтон, напиша за поагресивен поглед на минатите и сегашните корумпирани актери на правосудниот сектор во Северна Македонија му требаат повеќе истраги, гонење за да се докаже дека никој не е над законот. Јасно е нотирано и дека требаат повеќе истраги за гонење да се докаже дека се мисли на високата корупција. И ако јавноста со нетрпение, со месеци чека да слушне кој ќе биде на црната листа на САД, нели е тоа поразително за обвинителството кој има начини, мерки како да гони висока корупција, генерално корупција, граѓаните да чекаат некоја друга држава, односно САД, да ја барат правдата од нив. Јас не го гледам тоа дека е поразително за нашите институции, бидејќи ставањето на црните листи што ги прави американската држава се однесува на други основи. Точно сите ние надлежните органи во државата треба да посветиме поголемо внимание во борбата против корупцијата и во таа насока заедно работиме и со Министерството за внатрешни работи и со другите надлежни органи. Имаме подпишано повеќе меморандуми за соработка, воспоставуваме одредени правила за истражување на предметите, особено кога се работи за финансиските истраги. Меморандуми се хартија, тие немаат никоја вредност во однос на истрагите и на резултатите. Меморандуми се подпишувале и ќе се подпишуваат и понатаму, но тоа не е резултат во борбата со корупцијата. Но сите тие напори и на обвинителството и на другите органи ќе доведат до соодветни резултати. Например, сега деновиве ние имавме, односно обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција во соработка со надлежните органи на Република Албанија заплени околу 320 килограми кокаин, во кои 3 лица се притворени, така што во делот на соработката не само внатре во органите, туку ние сме упатени во делот на овие предмети и на соработка со надлежните органи на други држави. Токму тоа сакав да ја прашам, обвинителството за организиран криминал што работи изминатиот период? Вие спомнавте дрога. Гледаме таму последниве неколку месеци има предмети за злоставување на деца, има за мигранти, имаше за затворски полицајци, за полицајци од граничниот премен, гранични полицајци, но нема предмети за висока корупција таму веќе подолго време. Кој, ако не ова обвинителство е надлежно за гонење криминал и поврзано со тендерите, со јавните набавки, каде што се злоупотребуваат и трошат огромни суми на пари од буџетот. Зошто овие предмети ги нема? Тоа е клучното прашање. Ова обвинителство тоа му е надлежност да истражува, да гони, но нема такво нешто. Ако ги следете нашите извештаи, сега ние обвинителството отвори по-допрен глас во врска со тендерите на надзорот на автопатиштата. Исто така имаме отворено и други предмети, но мора да прифатите дека за определени предмети не може да соопштуваме детали во јавноста во делот на постапката до каде се овие предмети, исто така во делот на пасошите, предметот познат како пасошите, обвинителството има преземено доста мерки, не само во рамките на нашите институции, но исто така и во соработка со други државни органи, со органи на други држави, а сега работиме кон тоа да колку време го спомнавте предметот со пасошите кои што се однесува на високата служба во МВР, раководна служба, бидејќи нели тие што беа вработените на шалтерите признаа вина. До каде е тој предмет? Што се прави толку време? Многу долго е во предистрага. Мора да прифатите како што спомнав дека се работи на вистина за сложен предмет, одредени докази укажуваат на определени злоупотреби во постапките, дека
голем дел од доказите треба да се обезбедат и со меѓународна правна помош од други држави, но исто така и со соработка со надлежни органи од други држави. Добро, кога ќе преминеме во истрага тој предмет, бидејќи од предистрага треба истрага, па до обвиненија кои има, колку години треба да пројдат? Во тој момент кога јавниот обвинител ќе собере доволно докази за да може да отвори истрага и спрема конкретни лица, во тој момент ќе се отвори истрага спрема конкретни лица. Значи немаме временски рок, односно не може да кажете до кога тоа ќе биде? Во конкретниот случај јас не можам тоа да кажам, бидејќи како што спомнав се очекува соработка со повеќе институции од надвор. Го спомнавте и ја спомнавте пред истрагата за случајот Бехтел и Јенка, односно надзорот над автопатите што треба да ги градат Бехтел и Јенка. Многу време му требаше на ова обвинителство за организиран криминал да се покрене да отвори истрага по предмет по допрен глас. Медиумите секојдневно јавноста бомбардираше со сериозни докази за сомнежи за корупција поврзани со сопствениците, со начинот на кој што се одвивале некои работи со позадината на фирмите, но како да му беше требаше многу време. Ако толку време требаше да отвори предмет, колку време па сега да чекаме и за некакви конкретни сознанија? Има ли нешто таму? Обвинителството за сите пишувања во медиумите или коментари во медиумите не е добро веднаш да отвори истрага. Мора тие сомненија да се подигнат на едно на повисоко ниво за да може обвинителството да отвори постапка по допрен глас. Има ли нешто конкретно преземено обвинителството за оваа предистрага, за овој предмет што го спомнавте? Има преземено конкретно со оглед на тоа што се побарува одредена документација, се преземаат други доказни средства во конкретниот случај. Може ли да откриете барем од каде се бара документација, какви... Од надлежните институции, а и во делот, во моментот во кој се наоѓа сега предметот, не би можело да соопштам повеќе детали околу тоа. Затоа што е предистрага. Добро, да се вратиме на обвинителството за организиран криминал, односно продолжиме и изборот на шефот на обвинителство. Досега не се произнесовте ве конкретно каков е вашиот став околу самиот избор и резултатите на обвинителство, со оглед на тоа што уште тогаш имаше и критики од амбасадорката Агелер дека резултатите од изборот ги смета збунувачки, со оглед на тоа колку се е вложено во правосудниот систем во Македонија изминатите години. Имаше критики дека се лобирало политички влијанија за неговиот избор, критики од медиумите дека целосно не соработува во процесот на изборите. Дали вие после сето ова сте задоволен од тој избор и од резултатите на бази на функцијата на обвинителството за организиран криминал и од што конкретно сте задоволен? Прв обвинителите имаат можност на непоследни избори да избираат раководител на едно од најголемите и најзначајните обвинителства, тоа е обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Според тоа, на изборите од 162 обвинители, мислам дека гласаат 162 обвинители, мислам дека само 20 обвинители не гласаа, кои што беа спречени да излезат на гласање. Според тоа, тој процес беше транспарентен, тој процес беше јавен. Обвинителите меѓу себе се познаваат. Мене резултатите од изборот било кој да добиеше, немаше да ме изненадат. Кога станува збор за обвинителот Ислам Абаси, тој е познат во јавно обвинителската организација, претходно долги години работеше како шеф на висшето јавно обвинителство во Гостивар и под негово раководство ова обвинителство стана ажурно обвинителство. На тоа го кажува и од Советот тогаш. Тоа е само да довршам. Тоа е една од гаранциите дека на оваа нова функција како шеф на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал ќе докаже соодветни резултати. Во овој период, од овој увид што го имам јас, согледани се сите состојби на обвинителството за организиран криминал, се
даден приоритет на постарите предмети, исправени се одредени слабости што ги има во ова обвинителство, така што јас очекувам дека за скоро време ќе добиеме навистина солидни резултати. А нови предмети, се работи ли на нови предмети во обвинителство? Се работи, како што премалку спомнав. Добро, тој еден предмет сега што се отвори од јавноста го обелодени. Не е само еден предмет. Ова обвинителство во еднина нема да биде такво обвинителство да се поврзува со одредени личности. Ова обвинителство ќе го представуваат обвинителите кои што работат во тие предмети. Нема да биде ниту обвинителството. Добро, јас за работата прашувам, не прашувам за луѓето кои работат. Тоа сега беше создадена преку неколку предмети, беше создадена таква слика за ова обвинителство. Ние во натамошниот период не сакаме таа слика така да продолжи за обвинителството, сакаме ова обвинителство да има резултати во борбата. Јас за резултатите да прашувам. Јас ви кажувам дека има повеќе предмети отворени, повеќе предмети се пред крај и во скоро да повеќе предмети ќе имаме. Може ли да кажете на кого се однесуваат? Има ли за високи функционери? Има и за високи функционери, во тоа обвинителство има оформени предмети пред истраги и против актуелни функционери, но исто така и против поранешни функционери. Тоа обвинителство сами знаете дека исто така има и предмети кои што се пренесува од обвинителството, од специјалното јавно обвинителство, и тие предмети исцрпеа доста ресурси на ова обвинителство. Да, ќе ве прашам и за тие, но Иве, додека сме овде на оваа тема, не ве ли загрижува тоа што во јавноста се појавија информации, фотографии на шефот на обвинителство за некакви конекции со функционери од ДУИ? Тој сега излезе и ги образложуваше тие слики како се случиле случајни средби, свадби во зајац и слично, но како човек кој што треба да истражува функционери од власта, меѓу кои нели од ДУИ, нели ве загрижува тие информации, ги проверивте ли, еве, дали? Јас на тие информации не би им дал посебно значење, со оглед на тоа што во обвинителството постои систем на одговорност за секој обвинител. Веќе тој систем за одговорност функционира во обвинителството и секој оној кој нема да постапува согласно законот за тоа ќе понесе соодветна одговорност. Согласно новиот закон, а после тоа има и подзаконски акти. Секој оној обвинител кој што нема професионално, стручно, независно, самостојно да извршува функцијата, ќе понесе одговорност. Дека денеска и официјално вест беше дека застарува делото за гонење во Титаник 2 за поранишниот прв човек на УБК Сашо Мијалков, но и многу други предмети се заглавени или пред застарување. Вие во обраќањето за Денот на правосудството пред една недела вината како да ја лоциравте пред се во судовите. Не гледате ли некаква одговорност и во обвинителските редови за бавната правда во овие предмети? Мислам дека погрешен ви е впечатокот дека делот го вперив и во судовите. Јас и кај обвинителите побарав удвојување на нашите напори за борба во корупцијата и гонење на сторителите на кривични дела, зашто мора да се признае дека е многу тешко да се раководи со обвинителство во која имаме најмалку 1/3 помалку обвинители поради одливот на обвинителите по основ на пензионирање. Но ова прашање Само се извинувам, велите, не можам да не изразам незадоволство од одредени судски одлуки кои овозможија застарување на предметите за чија исход јавноста беше заинтересирана и покрај ажурноста на обвинителското постапување се уште некои предмети не ја добиваат потребната судска динамика. Па тука во тоа има вистина, но сакам тој дел да го појаснам. Дека во делот на овие предмети станува збор за предмети кои за настани кои што се одвиваа пред десетина и повеќе години наназад.
Самото протек на време од настанот ги отежнува работата на правосудните институции во делот на обезбедувањето на докази. Поголемиот дел од новија предмети се предмети од поранешното специјално јавно обвинителство. Од неговото конституирање година и пол тоа не можеше успешно да функционира со оглед дека предметите не му беа давани. Потоа со пропагањето на... Знаеме до кај беше, но тие ви пренесува 170 предмети меѓу кои обвиненијата. Голем дел истраги, предистраги. Што се случува со тие истраги, предистраги? Обвиненијата знаеме, ги следиме. Имаше десетици истраги, предистраги. Не слушнавме некој обвинение да има за тие предмети? Мислам дека во тој дел редовното обвинителство покажа една професионалност, една цврстина, бидејќи во преземањето на сите овие предмети воопшто немаше никакви проблеми. Од една страна. Од друга страна, сите тие предмети ги, така да речем, даде соодветен тек или во рамките на постојното обвинителство, или во рамките на... Има ли обвинение некој за тие истраги конкретни? За тие истраги поднесено е обвинение за определени предмети, што беа преземени од специјалното јавно обвинителство, за некои предмети се уште се води... Збориме за десетици предмети, може над 100 предмети. Над 100 истраги. Сите тие предмети, јас ве уверувам дека под нив интензивно се постапува. Не стојат во фиоки? Не. Затоа што збориме за многу истраги. Не стојат тие предмети, по тие предмети се преземаат соодветни действија од страна на јавните обвинители. Немаме ние никаков интерес, никаков криминал, ниту обвинителите да заштитуваат. Така. Една од последните предистраги која што од обвинителството за организиран криминал, која што разбранува јавноста, беше она за управата за финансиска полиција, односно претресот кој што резултираше со дисциплински постапки и кривични пријави за шефицата на обвинителството Вилма Русковска и двете обвинителки Ивана Трајчева и Елизабета Јосифовска. Вие ја покренавте таа дисциплинска постапка со тврдење дека го прекршиле законот, односно сториле тешка дисциплинска грешка, крупна професионална грешка. Од друга страна, обвинителката Русковска овде во ова студио пред неколку дена рече дека не е изненадена од исходот на комисијата која што предлага незино разрешување. Таа иако останува на ставот дека не сторила прекршување на законот за кривична постапка, токму еден од изготвувачите на законот, професорот Гордан Калајџиев, од самиот почеток уште летоска тврдеше дека тука воопшто не станува збор за прекршување на законот за кривична постапка со постапувањето на обвинителките, туку дека тука можеби се крие нешто друго во позадина. Замеша ли политиката прстеве во овој конкретен случај, во дисциплинска постапка? Апсолутно не. Мора да расчистиме во овој момент неколку факти заради јавноста. По тој предмет имаше само една анонимна кривична пријава која неколку месеци, односно подолг период, седела во фиоката на обвинителката Русковска и кога таа веќе првиот ден замина на одмор, действијата за наредба за претрес ги препуштила на обвинителката Ивана Трајчева. Тоа без да има преземано никакво претходно действие по анонимната пријава. Наредбата беше обезбедена за кривично дело противправно посредување, но од самата примање награда за противзаконито влијание, мислам. За законито влијание. Но од самата анонимна пријава немаше апсолутно никаков опис, никакви елементи за вакво кривично дело. Влегувањето во таков случај во финансиската полиција
и без да се знае кој предмет се бара, туку се бараат предмети за 4-5 години наназад, значеше дека обвинителството воопшто нема никакви сознанија за ова дело или за други конкретни дела. И јас не можев да ја трпам таа незаконитост во конкретниот предмет. Дали вака исто не трпите незаконитости во други предмети, бидејќи ние слушаме дека адвокати постојано се жалат за незаконски претреси, незаконско прибавување докази. Не сме виделе таква реакција од вас да не трпите незаконитост во други предмети. Дали имате и вакви? Допуштете да го појаснам само овој дел во делот на замешавањето на политиката. Па ако беше така, колегите обвинители кои ја сочинуваат дисциплинската комисија немаше да донесат таква одлука. Се разбира, таа одлука не е правосилна и имаат право на жалба. Вие се повикувате на мислење на професор во делот на тоа. Јас ќе ви кажам дека можам да зборувам за себе, дека во моето 15 годишно работење како судија и 20 години како јавен обвинител, сум расчистил илјадници кривично-правни ситуации. Ниту едно никогаш не ми помогнало мислење од конкретниот професор. Во делот на расчистувањето на говориме за законот и прекршување на законот. Ваква ситуација. Законот е и колегите кои што беа во надзор во обвинителството констатираа дека е прекршен законот со оглед на тоа што и на судот му се дадени погрешни информации во делот на издавањето на наредбата за претрес. Добро, прашањето околу тоа дали има друг случај каде што вие сте биле волку ажурен во однос на незаконитоста на постапување. Има ли друг предмет каде што вие како обвинител сте направиле надзор, сте барале да проверите, да видите дали имало многу поплаки во јавноста од адвокати, многу често има поплаки. Секаде каде што ќе се утврди дека јавните обвинители незаконито постапувале, обвинителството доколку може ги коригира тие дали вие одлуки или конкретно сте постапиле во друг предмет? Например, барањето заштита на законитост што го доставува јавното обвинителство до Врховниот суд, често знае преку тоа да санира определени... Тоа е посебно, тоа е друга постапка. Збориме за ваква претрес, собирање докази. Има поплаки, дали сте се заинтересирале вие во некој друг таков случај да видите дали е законски поставило обвинителството или токму кај што беше директорот на управата за Арафат Муареми засегнат, во тој случај се заинтересиравте? Не беше засегнат Арафат Муареми. Управата предводена од Арафат. Во случај и управата беше засегнато неправото. И во делот на неправото мораше да се реагира. Обвинителката Русковска вели би сакала да одговорам да кажам дека во аналите на македонското правосудство ќе влезе дека за наредба за претрес за суд која се уште во сила одговара обвинител што досега ниту се случила, ниту во иднина ќе се случи. Таа вели дека дури и сведоци после тоа имале страв да сведочат, бидејќи ако обвинител одговара, тогаш како би постапувале сведоците? Дали тоа влие на предметите, тие некои од предметите, тој предмет уште не е завршен? Не знам дали ме разбравте за ова што претходно го истакнувам. Околу тој дел зошто беше таа интервенција во ова обвинителство во тој дел. Јас колку што имам информација од обвинителката која сега постапува во конкретниот предмет, она воопшто не се пожалила дека определени сведоци не сакаат да соработуваат или не доаѓаат на сослушување кај јавниот обвинител кој сега го води овој предмет. А докаде оваа предистрага, бидејќи беше отворена летоска? И дали ќе се користат доказите кои што беа прибавени со претресот? Па со претресот беа прибавени доказите, односно беа доставени
постапките од финансиската полиција по анонимните кривични пријави. И во тој дел јас апсолутно не се мешав во делот на обезбедувањето на доказите, во делот при вршењето на претресот. Само констатирав дека тој дел е и на судот му се дадени погрешни податоци при издавањето на наредба, бидејќи немаше од страна на надлежниот обвинител преземено но таа наредба не е оспорена после тоа воопшто. Това е право на одбраната на таму што ќе направи во текот на постапката. Така. Доколку дојде до кривичен прогон. Да, има право на заштита на тоа. Русковска рече дека по отварањето на истрагата за Рашковски и било понудено да биде избрана во републичкото обвинителство. Кога не го прифатила тоа, влогот бил зголемен и покрај тоа било понудено и нејзиниот внук да биде избран, да биде унапреден. Исто така, дали вие знаевте за ова и дали ова не е притисок? Прво, јас колку знам, и постои од изјава од Русковска дека воопшто не бил претходно вршен никаков притисок. Знам дека на последниот оглас за избор на нема заменик на јавниот обвинител на Република Северна Македонија, туку за јавен обвинител во републичкото, да, јасно е на што се мисли, да. Јавно обвинителство, дека она се има пријавено. Но тоа се различни периоди, се пријави летоска, збореше предходно дека е пред 2 години. Да ви објаснам дека не е за истиот период. Летоска се пријавила за последниот оглас, а ова за кој што говори во изјавата е за пред 2 години кога била истрагата за Рашковски. Истрагата за Рашковски ја води обвинителката Ивана Трајчева. Да. Обвинителката Ивана Трајчева е реизбрана во основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција после отварањето на двете постапки спрема господинот Рашковски. Ако имало било какви притисоци или ако имало калкулации во тој предмет, тоаш веројатно Ивана Трајчева не моло да биде реизбрана. Добро, ако не била Ивана Трајчева, ќе било некоја друга обвинителка, сепак во обвинителството имало волја да се тера тој предмет. Па тоа кажува, тоа ја потврдува само мојата теза од почеток дека обвинителството работи неселективно и дека се држи до рамките на доказите. Но вие велите ако требало ќе нема да биде избрана Ивана, ако не била избрана Ивана Трајчева, ќе била некоја друга обвинителка ќе го продолжила предметот. Тоа ми е поинтата дека продолжувањето, дека не е врзано со Трајчева, туку со волјата на дека бил вршен притисок во Вилма, бил вршен притисок на Вилма за предметот за Рашковски. Јас не велам таа го кажа тоа. Ако бил вршен притисок за предметот за Рашковски, тогаш да речеме, предметот ќе се дадел на друг обвинител кој што можеби ќе носел други одлуки. Но, уште еднаш нагласувам. Но сепак Русковска била на чело на тоа обвинителство. Таа одлучува, нели? Не одлучува таа. Одлучува обвинителот кој постапува по предметот. Обвинителството е засновано на принцип на субординација и хиерархија, но обвинителите кои постапуваат по предметите се самостојни во делот на преземањето на дејствијата, во делот на доказите, во делот на носењето на одлуките. Не знам дали треба некој поголем аргумент. Самите факти потврдуваат тоа. Например, и во таа емисија, не верувам дека беше направено со намера да ми се наштети. И вашата уредничка изјави дека, односно постави прашање, дали тоа не значи дека и моја награда за изборот за уставен судија. Јас Тоа јавноста подолго време го поставува како прашање, поврзувајќи го со непостапувањето на обвинителството во предмети во кои што се гонат или требало да се гонат, да се истражуваат лица од политиката. Но фактите се неумолни во овој дел. Затоа што мојот предлог за избор за уставен судија
за кој што мора да појаснам дека не се кандидира, туку не се пријавува, туку таа кандидатура е на комисијата при собранието за избори и именувања, е далеку пред да се отвори предметот за да, но Рашковски. еве сега тоа секако планирав да ја прашам подоцна во интервјуто, секако се издолжи вашиот избор. И сега веќе се поставува прашањето дали понатаму ја имате поддршката. Па затоа јавноста го врзува дали за да ја продолжи поддршката и понатаму, бидејќи двајцата кандидати кои што почнаа со вас се веќе уставни суди, останавте само вие во изборот. Тука се дилемите за поврзаноста, за политиката со вашата номинација и продолжување на... Јас не сум обтоварен со тоа и на почетокот кажав дека доколку собранието ме избори на таа функција, чест ми е да ја извршувам таа функција. Ќе се откажете ли од трката, бидејќи веќе сите прашуваат до кога ќе трае, блокирано е во собранието, дали планирате да се повлечете? Се наметна и тие дилеми веќе се во јавноста, бидејќи заглавена е таму дебатата. Вие годинава и ви завршува и мандатот како обвинител. Прво уште еднаш да нагласам дека таа кандидатура не е врз основа на оглас, конкурс да јас се пријавам. Предлогот е на Комисијата за избори и именувања, што значи дека некои пратеници или пратеничка група која што ја ценеле мојата досегашна работа, сметале дека можам успешно да ја извршувам оваа функција и заедно со други 8 кандидати ме предложија за избор за уставен судија. Според тоа, ниту јас сум се пријавил да се повлекувам, ниту за ова и во тој дел уште еднаш нагласувам, сум спокоен. Вице-премиерката за добро владење овде пред неколку месеци спомена дека не треба да станете уставен судија поради лошите резултати во борбата со корупцијата и критиките кои беа изминатиот период. Таа неодамна и порача дека обвинителите треба и судиите да се најслаба правосудството алка и дека треба да гоните повеќе и функционери и бизнисмени. Таа сепак е вице-премиер, висок представник на владата. Дали го сметате ова како некоја порака од владата кон вас? Не. Во однос на изборот за уставен судија? Не. И во мојот одговор јасно беше кажено дека ние не поклekнуваме на такви, како обвинителство, не поклekнуваме на такви притисоци, ние ги ја бараме и ќе ја обезбедиме нашата самостојност во постапувањето, ниту премиерката за добро владење има надлежност врз основа на обвинителството, ниту може да дава насоки на обвинителството, на кој начин да постапува, така што обвинителството си е еден независен орган кој што во рамките на прописите сепак ги извршува работите. Власта ве номинира за уставен судија. Сепак тука ја доведувам корелацијата. Јас повеќе сметам дека е некоја нејзина несрекна изјава во тој дел и дека тоа не е оценка на власта, туку дека можеби некоја повторно ќе речам лично нејзино согледување, а и јас ја повикав министерката да дојде да ја запознаеме со состојбите во обвинителството и не знам од каде нејзиното право да ја оценува мојата работа. Она што, да се вратиме сега на темата со дисциплинската постапка, бидејќи не го довршивме тој дел, околу делот кој што вие го засегнавте со дисциплинската постапка е дали предметот требал да биде отворен во обвинителството за организиран криминал или во специализираното одделение. Дилемите во беа дека и досега многу пати предметите се отвореле во едно обвинителство, па потоа се пренесувале во друго обвинителство. И тоа никогаш не било представувано како голема сериозна обвинителска грешка до овој пат, доколку се утврди дека не е за тоа обвинителство, предметот се предава на соодветното надлежно
обвинителство. Од друга страна пак постојат и експертски тези дека тоа обвинителство е надлежно пред се за предмети со тортура, настанато токму поради забелешките и пресудите на Европскиот суд за човекови права, дека предметите тука каде што има тортура од полициски службеници, односно со полициски овластувања, не се процесуираат, односно бавно одат. Овој предмет не беше таков, не беше поврзан со злоупотреби на полициска сила во конкретниот случај. Зошто ја форсиравте и таа теза? Не ја форсиравме таа теза, или да беше само таа теза, може би немаше да биде толку сериозен проблемот во овој предмет. Туку постоеше цела низа, цела серија на пропусти во делот на постапувањето на обвинителството за организиран криминал во овој предмет. Како што нагласив, прво, тој предмет, ако го гледавте според наводите, според описот во анонимната кривична пријава, не беше надлежност дури ни на ова обвинителство. Еден аспект тоа е. Второ, на судот при барањето на наредба за претрес му се даваат погрешни податоци дека во претходната постапка се обезбедени докази. А по самата анонимна пријава нема преземено ниту едно действие. Ниту едно действие нема преземено. Не е проверен ниту еден навод. И потоа, не се знае со претресот што се бара. Например, таму имаше претрес и за личен претрес на директорот на управата за финансиска полиција. Околу тоа и повикот на телефонот, мораме да одиме во овој момент на реклами, се враќаме по рекламите со тоа. Ако може да довршам мислова. Значи, треба да се врши претрес на лице. Без да се провери дали лицево е на работа, инспекторите влегуваат во финансиската полиција. Во наредбата не се знае што се бара. Се бараат предмети за 5 години наназад. И можам да ви бројам уште многу пропусти што ме принудија да мора да постапам на начинот на кој. Јас долго размислував дали да покренам постапка за предметот. Не беше тоа случајно до нас. Одиме на реклами, по рекламите продолжуваме. Продолжуваме со интервјуто. Господин Јовески, накратко само Русковска во интервјуто рече дека истражителите кажале дека Арафат Муареми ви се јавил вас, односно вас ве барал прво кога се соочил со претресот. И уште само околу ова, дали ве доби и зашто ве бараше? Точно е дека во текот на денот директорот на финансиска полиција со кого јас заради работата одржував повремени комуникации, а исто така и двајцата обвинители, познато дека меѓусебно се напаѓа, бе во ситуација доведен во одредени моменти со двајцата да разговарам за да може поуспешно да се извршува работата и во финансиската полиција, а исто така и во обвинителството со кое раководеше Вилма Русковска. Тие вложија поплака во делот на претресот. Но без разлика, дали јас сум се слушнал. Но зошто ви се јавил вас директно? Тоа ми беше прашањето. Не ми се јави мене директно, се јави во обвинителството, но од обвинителството ми пренесоа дека поднел телефонска поплака. Но без разлика, дали се јавил или не се јавил, јас во ниту еден момент не превзедав додека истражителите и јавниот обвинител кој го координираше претресот, јас не преземав ни едно действие, ниту да го насочам претресот во кој правец се оди, ниту да го спречам. Но сепак барал помош од вас некаква во тој момент да спречите, да прекинете претрес? Не.
не се однесуваше на тоа, се однесуваше само на однесувањето, на недоличното однесување на определени истражители, дали било така или не било така. Јас тие потоа не ги испитував, но уште еднаш нагласувам дека јас во тој момент ниту потоа воопшто не влијав на тој начин како се врши претрес. И уште една околност, кога се работи за вакви предмети, обвинителствата се должни да го известуваат, претходно да го известуваат Републичкото јавно обвинителство, за да бидат подготвени, доколку навистина настанат вакви проблеми, да може да се санираат без последици или последиците да бидат помали. Уште еден битен предмет кој што беше споменат од Русковска, тоа е предметот Вија Комерц, поврзан со автобусот кој што тоа е техничката станица која што го прегледувала автобусот кој што изгоре во Бугарија со над 40 жртви. Предметот, како што кажа, односно станува збор нели за тоа дека комисијата во МВР уште летото утврдила дека треба да се затвори станицата, но министерот за внатрешни Оливер Спасовски го подпишал, не го подпишувал тоа решение 3 месеци, го подпишал дури 3 дена после трагедијата во Бугарија што се случи. Може да ни кажете до каде е тој предмет, бидејќи таа рече дека најголем дел од документите уште во тоа време биле собрани и дека бил при крај пред истрагата? Заради јавноста, јас ќе ми дадете време малку повеќе да го... Немаме многу време. Да го образложам постапката по овој предмет. Најпрво жалам што тој случај се доведува и се создава дополнителна болка на семејствата на сега загинатите. Станува збор за извршен инспекцијски надзор во станицата за технички преглед, при кој е констатирано дека само со обраќањето решение, тоа значи влегувањето и излегувањето во станицата има некои проблеми, а не дека има проблеми внатре во делот каде што се вршат техничките прегледи, дали станицата не е доволно опремена или нема доволно вработени и така натаму. Уште еднаш нагласувам. Значи, станува збор само за проблеми... И до каде е тој предмет? Станува збор само за проблеми на сообраќајното решение. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е дека од првиот момент на трагедијата во Бугарија, бугарските надлежни органи во ниту едно вештачење, ниту еден доказ, ниту една околност не упатуваше на техничка неисправност на автобусот. Ако се сеќавате, најпрво почнаа да се шират разни верзии, дека во автобусот се пренесувала нафта, потоа дека во автобусот пиротехнички средства се шверцувала определена стока, но во ниту еден момент и до ден денеска бугарските власти, во чија јурисдикција е овој предмет, не рекоа дека проблем на таа трагедија е неисправноста на автобусот. Обвинителството спрема оваа фирма, превозникот, отвори предмет во основното обвинителство, бидејќи тоа беше надлежно. И доколку обвинителката во овој предмет била совесна и постапувала совесно, требаше овој предмет да го достави на надлежно да се спои во основното обвинителство во Скопје. Јас не гледам по овој предмет апсолутно никаква... Добро, што е направено сега? Не гледам апсолутно никаква надлежност на специјалното јавно обвинителство. Овој предмет мислам дека е пред конечна одлука на обвинителството. Што во обвинителството за организиран криминал? Тоа ќе си процени обвинителот кој постапува, но знам дека сите действија се привршени. Единствено е да кажам дека се чека само известување, вештачење во делот на сообраќајната незгода од бугарските надлежни органи. И ќе има одлука?
И дали според ова што го кажувавте претходно може да очекуваме дека нема да биде не продолжена? Не прejudicирам јас никаква одлука. Одлуката ќе донесе јавниот обвинител кој постапува по предмет. Дали за кого се води оваа предистрага? Дали е за министерот за внатрешни Спасовски? Па предистрагата сега да не отвараме со оглед дека е во таа фаза, мислам дека не е добро се имења да... Добро, тоа веќе беше и начнато во јавноста, дека, како што беше за Арафат Муареми, дека и во овој случај за министерот за внатрешни работи. Дали има и некои други освен него или само за министерот? Тоа се работи само комисијата констатирала дека сообраќајното решение за влезот на ова е проблем и поради тоа требало да се забрани работењето на ова станица и дека решението за нејзина забрана е подпишано неколку дена после незгодата. Но уште еднаш заради семејствата на загинатите појаснувам дека апсолутно ова нема никаква врска со сообраќајната, со трагедијата во Бугарија. Сака да кажа дека кој предмет може да не резултира со истрага, туку да биде затворен, сопрен? Јас повторно ќе ви речам, ние ако веќе знаеме каква одлука ќе донесеме, тој предмет ќе го затворе. Добро. Истражител кој работеше на предметот за послушите со лажен идентитет бил префрлен, вратен во МВР. Причината? Не знам дали дискусијата треба да се симнува на тоа ниско ниво. Затоа што сите знаат дека апсолутно тие истражители, како што сакаат да пласираат определени колеги, дека во смисла намерно се тргнати од постапувањето на предметите, не е точно. Вистината е следна, дека тие истражители се избрани на внатрешен оглас кој беше распишан во рамките на Министерството за внатрешни работи, во Царинската управа, во Финансиската полиција. И дека тие истражители се ангажирани на време од 2 години, со право да се продолжи уште 1 година. Тие рокови се истечени и согласно законот, овие истражители се вратени од местата од каде... А не ли ви требаат вас обвинители? Тие што ни требаат нас обвинители, ние имаме нов оглас на кој ќе добиеме нови овак. Апсолутно, повторно велам, да не подпагаме под разни шпекулации, тоа се законски одредби и обвинителството постапуваше согласно закон. Нема никаква заднина од тоа дека ние определени истражители кои што работеле на пасошите, предметот про пасоши, сме ги тргнале на страна со цел да ја осуетиме постапката. Која ќе има одлука за тој предмет, знаете? За тој предмет јас би сакал многу брзо да има одлука, но не сум сигурен дека ќе има одлука. Веќе, како што спомнав, во брзо време, веќе како што спомнав, во тоа се воспоставени досега соработка најмалку со една земја, работиме да се воспостават соработки со уште други земји. Кажавте да, морам да ве прашам и за уште неколку предмети, тоа се предметите поврзани со антикорупцијска и Државниот завод за ревизија. Тие се извор на многу сомнителни постапки кои што се случуваат, особено со трошењето на парите. Колку предмети продолжувате, процесуирате од врз основа на извештаите на Државниот завод за ревизија и на антикорупцијска, бидејќи во Стејт департментот има забелешки дека дел од предметите баш за јавни набавки за високи функционери од централна и локална власт не биле процесуирани во обвинителството до одреден датум. Конкретно, еве, ќе ве прашам за предметите кои што беа поврзани со Агенцијата за млади и спорт од антикорупцијска и за ТИР зоната во Тетово. До каде се овие истраги во обвинителството, иницирани од антикорупцијска? Прво, заради неоснованите напади дека обвинителството не постапува по определени предмети од антикорупцијска и од
Државниот завод за ревизија. Морам да кажем дека соработката со Државниот завод за ревизија е на многу високо ниво и ние имавме неколку средби со представници и со директорот со главниот државен ревизор и ја договоривме таа соработка. Сите извештаи од Државниот завод за ревизија се оформува предмет во јавното обвинителство и се доделува на натамошна надлежност на конкретен соодветен обвинител. Таква е и постапката кај со предметите од Државната комисија за спречување на корупцијата. Дури се случуваше дека Државната комисија одреден предмет да заврши и дека нема корупција кај нив, а ние се уште да водиме определена постапка. Што значи водевме уште пред од нив да добиеме било какво известување, водевме постапка. И сега подпишавме меморандум со Државната комисија пред неколку месеци. Заедно одржавме состанок и со поголемиот број членовите од антикорупцијска комисија и разјаснивме одредени работи. Конкретно за предметите за Тирзот, само уште малку да појаснам. Државната комисија во рамките на незините надлежности ќе ги собереше доказите и на јавноста и пласираше дека ние ги собравме доказите и му ги доставивме на јавното обвинителство. Јавноста имаше впечаток дека јавното обвинителство не сака да гони или одредени работи ги прикрива, што не е така. Тие докази обезбедени од Државната комисија, дел од нив немаат важност пред обвинителството и пред судовите. Ние пред судовите мора да, кога одиме пред судот за одреден предмет, мора во законита постапка да ги обезбедиме тие докази. И затоа по овие предмети. Конкретно за предметите за Тирзот и за Агенцијата за млади и спорт, докаде се тие во обвинителството? За Тирз иницијативата на Државна комисија е поднесена во февруари годинава. Веднаш е земена во работа, тука преземени од страна на обвинителот се повеќе действија, се очекуваат уште определени документи од Судскиот совет и бидејќи меѓу пријавените има и суди, според тоа сите неопходни действија кои што се потребни за расчистување на овој предмет, јавниот обвинител кој постапува по предметот ги презема. Значи се уште пред истрага, така? Да. А за Агенцијата за млади и спорт? Исто така и за Агенцијата за млади и спорт се преземаат неопходните действија. Уште еден предмет кој што го отвори антикорупцијска во јавноста, тоа е предметот за синот на собраникскиот спикер Талат Џафери. Тој предмет тие го застана, истражуваат таму каде што можа, но зошто обвинителството со оглед на тоа што јавноста бараше, очекуваше одговори, обвинителството сака да ја подобри сликата во јавноста, не се обиде да истражи, да види кој како дозволил да се полага правосуден испит без соодветна диплома. Тоа е сериозен удар врз правосудството и угледот генерално. Па јас веќе околу тој дел дадов и претходно видување околу случајот со овие обвинители. Веќе за тоа се произнеса и надлежните органи. Државната комисија доколку сметаше дека има определени немаше да го затепре предметот. Обвинителството до овој момент смета дека во конкретниот случај нема елементи на кривично дело, доколку натаму дојдеме до одредени податоци, до други податоци. А барате ли барем за да дојдете до податоци? Секогаш постои. Затоа што за да дојдете до податоци треба да отворите. Министерството за правда изјави дека мислам дека една година ги чува само пријавите на кандидатите, а додека не само универзитетот, мислам во Тетово, дека и другите универзитети издавале такви уверенија, што значи дека не е во прашање само едно уверение, туку дека тоа било постапка и на
неколку други приватни универзитети. Имаме уште многу прашања, но уште многу малку време, така што за крај само ќе ве прашам. Пред една недела рековте дека дека поради ниската доверба не може да се помирите со ниската доверба која што ја има јавноста во работата на обвинителството. Дали нешто преземате да го смените тоа и дали сметате дека со непокренување на предмети за кои што јавноста се интересира или бавно процесирање може да ја вратите довербата во обвинителството? Има една убава холандска изрека дека довербата доаѓа пешки, а си оди качена на конј. Тоа значи дека многу тешко се добива довербата, а лесно се губи. Тоа му се случи на македонското правосудство. Имаше неколку случаи кога од доверба од некаде 27,8% таа се симна на 5%. И според мене за тоа се должи пред се на така како што заврши специјалното јавно обвинителство, потоа трошењето на средствата во обвинителство на неколку предмети кои што беа чии одлуки јавноста не ги прими, на некои предмети што ние доволно на јавноста не ја објаснивме зашто е така донесена одлуката. Приоритет е јакнењето на довербата во работата на јавното обвинителство кај граѓаните и само да ви кажам. Мораме да завршиме, да. Само да ви кажам уште еден момент. Во еден неделник Мораме да завршиме, толку е времето. Ви благодарам многу. Остана уште многу прашања неразчистени, неодговорени. Тоа е причина и повод повторно да се видиме и да ги доодговориме и се надевам дека до тогаш ќе имаме и подобри резултати. Мене ќе ми е драго ако вечерва успеавме барем малку на јавноста одредени работи во работењето на јавното обвинителство да ги појасниме и ви уште еднаш ви благодарам на покана. Ви благодарам што бевте мој гостин вечера во Топ тема. Вам почитувани ви благодарам што бевте со програмата на Телма. Останете и понатаму. Пријатно. Добра вечер.